Значи, сметам дека законот за извршување на санкции е премногу јасен во тоа и му дава можност на судот додека детето наполни 1 година, меѓутоа како можност, не и како обврска во секој случај да го направи, да заради правата на детето и правата на мајката го одложи извршувањето на соодветната санкција додека детето наполни 1 година. Се над тоа, мислам дека денеска некаде отприлика истекуваат, односно полни детето година дена или утре, не знам точно како беше. Се над тоа е веќе нешто што е недозволено. Јас не сум ја видел одлуката на Врховен, од кој причини се раководел кога ја донел таа одлука, дали од некој хуман аспект или нешто друго има во предвид. Меѓутоа, во законот за извршување на санкции, тоа е така регулирано. Не можам да ви кажам однапред. Ако ми ја покажете одлуката, ќе ви кажам. Па добро, тие се повикуваат на ЗКП на член 466, може ли на тоа? Нели е симптоматично само високи функционери кога треба да одат во затвор да се повикуваат на вакви одредби и во минатото на пример Лучковски? Вие го дадовте одговор, да. Симптоматично, нормално. А обвинителе според последната анкета на Импроспект повторно опаѓа довербата во специјалното јавно обвинителство како институција. Според вас, кои се причините поради ваквите резултати? Значи, ги видов начално која е довербата и колку е недовербата во специјалното јавно обвинителство. Од претходната анкета немаме некој драстичен пат, меѓутоа и разбирливо ми е сето ова, затоа што и законодавецот и општеството во овој момент специјалното јавно обвинителство го држат во некаква вештачка кома. Тоа со одлуката на Врховниот суд, со непостапувањето и поедното од обвиненијата во судот, значи се осеќа дека одлуката на Врховен суд си нашла свој пат и воопшто ние во овој момент, освен судењата што одиме за тие обвиненија што сме ги поднеле во рокот до 30 јуни, ние освен документација што прибираме, други наши активности и нема. И со самото тоа нормално е дека луѓето немаат доверба во нашата работа, односно се намалува во тој дел. Ама тоа многу брзо ќе се крене, само да ги добиеме можностите. А дали сте размислувале во специјалното јавно обвинителство да покренете барање до судскиот совет за разрешување или за одговорност на претседателот Јово Ангеловски со оглед дека во посебниот извештај нели рокот од 6 месеци беше поминат? Значи ние колку што се сеќавам и во извештајот наш, а после влезе тој извештај и во официјалниот извештај и на Стејт департментот, поднесовме соодветни акти до судскиот совет и не знам и кои други ги известивме органи за постапувањето, односно непостапувањето на функционерите во тој дел и очекуваме и апелираме судскиот совет да си ја заврши својата работа, затоа што ние мораме да ги пратиме и светските извештаи. Ако не ја завршиме оваа година, оваа работа до година во извештајот ќе бидеме ние, не ти.